Голема доза на радост предизвика враќањето на Testarossa, овој пат со поостри линии, многу повеќе мускули и во две верзии. Го носи префиксот 849 и треба да го наследи SF90 Stradale. Неговиот битурбо V8 е засилен со 3 електромотори, кои комбинирани заедно испорачуваат 1035 коњски сили. Батериите со скромен капацитет обезбедуваат поминување само 23 км, но крајниот резултат сепак е фасцинантен. 849 Testarossa забрзува до 100 на час за само 2,2 секунди и постигнува максимални 330 км на час. Цената не е дефинирана, но добрите познавачи очекуваат да биде околу 450.000 евра. Време за замена дојде и за ислужената Рома. Место неа купе понудата ќе ја пополнува Амалфи. Наследениот V8 мотор доби дополнителна сила и сега се расфрла со солидни 640 коњски грла, без никаква хибридна подршка. Гледано од страна, Амалфи наликува на модернизирана верзија на Рома, иако голем дел од панелите на каросеријата се нови. Аеродинамичното перие стана поефикасно, ентериерот е нов, а распоредот на тежината идеален, во сооднос 50:50. Тоа ветува безпрекорна стабилност и возбудливи перформанси, во кои ќе уживаат двајца, иако постојат задни седишта, на нив може да собере само багаж. Ослонувањето е реконструирано, а сопирачките се контролираат електронски, без механичка врска со педалат. Со забрзување до првите 100 км на час за 3,3 секунди, на патиштата ќе пристигне во првиот квартал идната година, по цена на ниво од 240.000 евра. Нешто подоцна ќе се појави и во отворена Spider верзија. Најголемо вриење на крвта кај поклониците на марката од Maranello предизвика последниот примерок на Daytona SP3, направен надвор од планираните 599. Продаден на аукција на Monterey Car Week настанот за $26 милиони. Тој стана најскапиот нов Ферари во историјата. Купувачот не се знае, но познато е дека сите пари ќе отидат за хуманитарни цели во фондацијата на Ферари за поддршка на образовни проекти. Од стандардниот модел се разликува само по двобојната каросерија и пар посетни детали, меѓу кои плочката со ознака 599+1, која го потврдува неговиот уникатен статус.